Добар ден, добро дојдовте во вестите на Канал 8. Од почетокот на идниот месец ќе се обнови дел од производниот процес во поранешната индустрија за автомобилски делови Руен. Се најавува продолжување на производството на досегашната програма за автомобилски спојки, како и производи од инокс материјали за автомобилската индустрија. Поранешната автомобилска индустрија Руен од Кочани, по неколкогодишен прекин, наскоро ќе обнови дел од производството. Фабриката доби и ново име – Руен Инокс Автомобиле, откако на првата електронска аукција во Македонија за сума од 1,5 милион евра ја купи конзорциумот од фирмите Тинк Инокс и Офис Експрес од Кочани. Во тек се неопходните реконструкции на производните погони, испитувањето на перформансите на машинскиот парк, доработка на одредени алати, како и разработување на пазарот, пошто идниот месец се најавува почеток на производството. Планираме негде 1 јуни да биде старт на производството. Но во овој момент ги отвараме вратите на услугите, а тоа се репарација на квачила, термичка обработка за услуги и ковачница. Спремани се, веќе енергетски се оспособени, во понеделник стигнува и пропан-бутан гасот, електриката е во исправно состојание и спремно е да почнеме со услужните работи и дейности. Јорданов најави дека по рестартирањето фабриката ќе го задржи досегашното производство со воведување современи производи од инокс материјали и делови за потребите на современата автомобилска индустрија. Почнуваме со производство досегашно, значи комплетно спојки и делови за автомобилската индустрија и ќе покушаме да ги повратиме сите пазари кои порано се биле на Руен. Колку ќе биде бројот, почетниот број на вработени? Почетниот број на вработени ќе биде негде за почеток 120 вработени, а проектирано е негде до 340 да стигнеме. Мора да сватите дека ние мораме постепено да примаме кадри, бидејќи пазарот е запоставен, додека пазарите да се отворат, паралелно така и ќе се вработуваат луѓето. На пресконференцијата во просториите на фабриката, Јорданов рече дека рестартирањето ќе значи продолжување на 50-годишната традиција на поранешниот Руен и 25-годишната традиција на Тинк Инокс. Руен Инокс Автомобиле ќе започне на производството на досегашниот програм спојки и ќе се осовремени со производство од инокс материјали и делови за автомобилската индустрија. Руен Инокс Автомобиле ќе го вработи целиот стручен кадар кој што со своето знаење и искуство многу брзо ќе го раздвижи производството и паралелно ќе се примаат и нови млади кадри кои ќе бидат иднината на оваа фабрика. Руен International Technologies пред 1,5 година отиде во стечај, откако францускиот инвеститор не успеа да ги подмири натрупаните долгови. Фабриката неколку пати неуспешно се продаваше во пакети, а дури во средината на минатиот месец се продаде делот во кој влегоа објектите, машините и алатите. Соработката на полициската станица Кочани со сите институции од градот е на високо ниво. Заеднички да се придонесе за побезбедно Кочани. Беше речено денеска во Кочанската полиција на прославата на Денот на безбедноста 7 мај, што беше одбележан со скромен коктел. Во отсуство на командирот, Драган Чоданевски, помошник командир на Кочанската полиција, на сите вработени во Министерството за внатрешни работи, им го честита Денот на полицијата и безбедноста 7 мај, а на присутните на скромниот коктел по повод свеченоста им се заблагодари за присуството и за тоа што им го збогатија денот и празнувањето на целата македонска полиција. 7 мај на 20 април 1993 година, значи по формирањето и по самостојањето на нашата држава, од страна на владата на Република Македонија е прогласен како Ден на македонската полиција. Уште еднаш сакам да се заблагодарам за вашето присуство и да укажам благодарност на соработката што има полициската станица Кочани со сите институции во градот Кочани, значи вклучувајќи локалната самоуправа, бизнис секторот, владини и невладини институции. Соработката во изминатите години е на високо ниво. И се надевам дека и понатаму ќе продолжиме да соработуваме и сите заедно ќе придонесеме да живееме во еден поубав, односно побезбеден град. Датумот 7 мај се одбележува како Ден на полицијата и безбедноста.
потекнува од далечната историја на македонскиот народ и е поврзан со 1903 година, кога на Смилевскиот конгрес биле формирани првите безбедносни структури. И затоа тој ден е прифатен како ден на празнување на македонската полиција. Тешка сообраќајна несреќа се случи утрово на улицата Маршал Тито. 18-годишната СК од Кочани со скутер удрила во два автомобила, но за среќа помина без посериозни последици. Според информации од Општа болница со скрашеници на нога од хирургија во Кочани, препратена е во ортопедија во Штип. Повреди на нога, скрашеници на скочен зглоб е билансот од сообраќајната несреќа што утрово се случи на улицата Маршал Тито кај Крушарски мост. Имено 18-годишната СК од Кочани, движејќи се по улицата во правец кон трговскиот центар, со скутер удрила во автомобил што доаѓал од споредната улица. Обивајќи се од тој автомобил, удрила во уште еден што се движел по Маршал Тито. Според кажување на очевидци, од ударот девојчето летнало од скутерот. Заштитната кацига која ја носело спречило по сериозни повреди на глава. Според лекарите од Итна, во Кочанскиот здравствен дом, СК е донесена во свесна и контактибилна состојба, но поради скршениците на левата нога однесена е на хируршкото деление на Кочанската општа болница. Според доктор Љупчо Ѓоргиев, ортопедски хирург, девојчето се наоѓа во стабилна состојба, но поради сериозноста на повредите на ногата, поточно поради скршениците на двете коски на скочниот зглоб, препратена е на ортопедската клиника во Штип. Други посериозни повреди нема, додава доктор Ѓоргиев. Кочанската полиција направи увид на местото на сообраќајната незгода и доправа ќе се утврдуваат деталите околу нејзино настанување. Нови сообраќајни знаци и придружна опрема ќе се поставува на улиците во градот и населените места. Увидот на терен што го направиле службите во локалната самоуправа покажал дека дел од знаците се оштетени и неопходна е целосна замена. Состојбата со сообраќајните знаци и другата патна сигнализација во општина Кочани не ги задоволува стандардите за безбеден сообраќај. Поради тоа ќе се набавуваат 150 на нови сообраќајни знаци, 60 столбчиња за знаците и 4 успорувачи на брзина, односно така наречени легнати полицајци за потребите на сообраќајниците во градот и дел од населените места. За оваа намена од општинскиот буџет ќе се потрошат над 250.000 денари. Контролите на службите во локалната самоуправа покажале дека дел од знаците се оштетени, украдени, а некои искорнати со столбчињата на кои биле поставени. Освен тоа, недостасуваат и сообраќајни обележја на повеќе сообраќајници во дел од новите населби во градот. Појавата за уништување и крадење на сообраќајната сигнализација е загрижувачка. Од направениот попис на терен, минатата година било констатирано дека 120 сообраќајни знаци во општина Кочани се оштетени или украдени, и тоа не само знаците, туку и држачите на кои биле поставени. Тендерот за набавка на новите сообраќајни знаци трае до 14 овој месец, пошто на сите места каде тие се уништени или недостасуваат, ќе бидат поставени нови. Од општината е упатен и повик до граѓаните, доколку забележат уништување на сообраќајната сигнализација и другата Од општината е упатен и повик до граѓаните, доколку забележат уништување на сообраќајната сигнализација и другата урбана опрема, тоа да го пријават кај надлежните служби и органи. Идниот месец ќе започне реконструкцијата на улицата Димитар Влахов, откако заврши изборот на изведувач на градежните работи. Со тоа ќе бидат санирани и оштетувањата и раскопаните делови од коловозот, што неколку месеци го попречуваат нормалното одвивање на сообраќајот. Собствениците на трговските објекти и граѓаните кои секојдневно поминуваат по улицата Димитар Влахов уште еден месец ќе газат по раскопаниот коловоз и ќе вдишуваат од прашината што се создава по нејзиното привремено санирање од градежните зафати што се изведуваа за водоводната инсталација. Иако се најавуваше дека поправките ќе бидат брзо реализирани, дури деновиве заврши јавниот тендер за избор на изведувач на реконструкцијата, пошто ќе можат да започнат и активностите на терен. Граѓаните повеќе пати реагираа што периодот за санирање на улицата се пролонгираше неколку месеци, а на последната седница на Советот беше упатено и директно прашање до градоначалникот. Според првиот човек на општината, целата постапка течела нормално и во законски предвидениот рок. Очекува се да поминат формално роковите за жалба, за приговори, да се склучат договорите и улица Димитар Влахов веројатно
месец јуни ќе почне да се работи, односно летниот период, да се реконструира целата, почнувајќи од катастарот, па заклучно со стришани до таму кај што беше, до кај што е вкастувањето со поранешна Ленинова, сега е Стево Теодосиевски. За реконструкција на улицата Димитар Влахов, општина Кочани планира да потроши над 50.000 евра. Со овие пари треба да се покријат трошоците за целосна замена на постојниот асфалт во должина од 425 метри и широчина меѓу 6 и 9 метри. Исто така ќе се заменат дел од оштетените рабници во должина од 200 метри. Дополнително ќе се изврши поправка и подигање на постојните 15 шахти и 10 сливници за атмосферската вода. Виница е меѓу првите општини од државата што изготвуваат општинска стратегија за климатски промени. Стратегијата е влезена во втората фаза, а најдобрите предлози ќе бидат финансирани од страна на УСАИД. За изготвување на стратегијата за климатски промени во Виница ќе се користи методологијата на Зелена агенда која е развиена од страна на Millennium Contact International и досега е спроведена во 40 општини во Централна и Источна Европа на теми поврзани со заштитата на животната средина и културата. Значи, предходно беа вклучени во самиот процес Богданци, Кривогаштани, Теарце и Мавро Ростуше, сега се вклучени, сега е Богданци. Значи, Виница е пета општина која што ќе биде вклучена во овој процес, во кој што ќе изготвуваме општински стратегии за климатски промени. Едно од работите е документ. Значи, самиот документ не ни е баш поентата да имаме само готов документ како многу документи до сега, него тоа е повеќе да речеме интерактивен и жив документ во кој што следат неколку компоненти. Значи, самиот проект предвидува. Една од компонентите е изготвување на документ општинска стратегија за климатски промени. Друга компонента на самиот проект е зајакнување на капацитетот на локалните институции и на локалните граѓани, значи на заедниците, кои што имаме серија на обуки и дел од нив беше веќе вклучена општина Виница. Значи, а третата компонента е изготвување на пилот проекти, значи спроведување на самиот документ кој што ќе бидат приоритети избрани од самите граѓани и ќе се спроведуваат во општината. На состанокот беше презентиран проектот на УСАИД за општински стратегии за климатски промени, методологијата на Зелената агенда за изготвување на стратегии за климатските промени, резултатите од неодамна спроведената анкета за утврдување на вредностите на граѓаните на општина Виница, како и формирање на работни групи кои ќе изготвуваат стратегијата за климатските промени и ќе развиваат пилот проекти. Вкупната сума на проектот е $3 милиони. Проектите тежат од 100 до 120.000 долари по општина. Климатските промени исклучително многу ја афектираат Македонија, беше речено на состанокот. Тоа што ни се случува кај нас интензивни порано, кој што било планирането да речеме на поплавен бран на некоја река. Се правила поплавен бран на 5, 10, 15, 20 години, па и на 100 години. Меѓутоа кај нас се случуваат такви поројни дождови, кои што поплавите се случуваат година за година, кои што не може веќе да се планира. Методологиите кои што биле за претходно планирање веќе не се одействуваат. Може да ви кажам дека топлотните бранови, за минатата година имавме три топлотни бранови кои што ја погоди Република Македонија. Тоа секако се однесува и на здравјето на луѓето, и на развојот на заедницата, повеќе трошење на ресурси, ајде да речеме за ладење, пример за летно време. Еве имаме сега малтане чудно продолжена зима. Значи не е некоја невообичаена, меѓутоа е продолжена зима која што за нас не сме навикнати во овој период. Значи сите тие работи покажуваат дека Македонија ќе биде доста ранлива. Најранливи групи кои ќе бидат погодени од климатските промени според познавачите ќе бидат постарите лица, а од аспект на сектори најзагрозено ќе биде земјоделството. Фолклорниот ансамбл Китка со презентација на македонскиот фолклор на меѓународен фестивал во Тулча, Романија. Освен неодамнешното гостување во Турција, ансамблот периодов учествуваше и на неколку домашни фестивали. Фолклорниот ансамбл Китка од Истибања замина на турнеја во пријателска Романија. Таму ансамблот ќе учествува на меѓународен фолклорен фестивал на овчарски песни, обичаи и танци. Фестивалот ќе се одржи од 8 до 13 мај во градот Тулча, непосредно крај делтата на Дунав. На овој фестивал Китка ќе биде единствен македонски представник и на него ќе земат учество неколку ансамбли од повеќе земји и неколку ансамбли од Република Романија.
Фолклорниот ансамбл Китка неодамна се врати од Турција, а учествуваше и на неколку домашни фестивали. Во изминатиот период беше интересно што нашиот фолклорен ансамбл настапи на неколку фестивали во Македонија, каде што би набрал само неколку на фестивалот Тодорица во Свети Николе, каде што земавме гран прито, потоа на фестивал Света недела во Штип, на фестивалот Гаида во Ињево исто, каде што ја освоивме гран при наградата, а најмладите членови од нашиот фолклорен ансамбл, детскиот фолклорен ансамбл, пред неколку денови се вратија од Светскиот детски фолклорен фестивал 23 април, кој што е во организација на турската радио телевизија. На овој фестивал настапија ансамбли од 115 земји од светот, така што за нас беше навистина гордост и задоволство да ја представиме Македонија на едно светско ниво. Фолклорниот ансамбл Китка со години наназад успешно го негува традиционалниот фолклор со бројни домашни и меѓународни настапи, но и награди и вредни признанија. Општина Штип организираше турнир за ученици со посебни потреби Кежо 2014 под мотото "Дозволи ми да победам, ако не победам, подражете ме да бидам храбар и да се обидам". Турнирот се одржа во основното општинско училиште Тошо Арсов. На отворањето учествуваше и градоначалникот на Штип, примариус магистер Илчо Захариев. Турнирот немаше резултатско значење, а во преден план беше државата. Учествуваа деца од сите општини во регионот: Штип, Кочани, Виница, Каменица и други. Ги следевте вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Пријатно.